Добро утро, директно се јавам од првата локација за денес. Нозете денес дефинитивно откажа и решивме да земеме такси кој возеше некои добри 20 минути и ни наплати само $15. Тоа е 15 евра, што зборам долари, какви долари. Мислам дека главната причина зашто ние успеавме прво да пиеме негде кафе, па замоливме самите келнери да ни викнат да свари такси. Мислам дека така се снајдовме да не ошурат. А иначе ова што го гледа позади мене е Пантеон. Тоа е првата локација за денес и од тука ќе движиме на многу интересни места. Тука имаме денес многу места за јадење. Кога мислев дека понеделник денес, претходниот влог кога зборев дека понеделник нема гужва. Тоа вајде видовте од претходната снимка колку има гужва. Очигледно Рим нема да има ден кога ќе нема туристи. Одиме на место што се вика Мауриција. Денес доручек ќе ни биде пица, затоа што ова е веќе втор ден во Рима, се уште немаме јадена убава пица, таа претходното видео на крај не се ни важи зашто беше ужасна. Така да ова е едно од местата што ги викаат најдобри за пица и се надевам дека со ќе биде добро. Да се движам. Масите ни беа распоредени на 3 сантима од тие до нас. Јас дури да сакам камера да извадам и пример вака да испружам, јас одма ќе почешам за главата и до мене ако ја извадам камерата да вака да испружам. Не можев никако да снимам, ама искрено се уште не можам да кажам дека сум ја нашол најдобрата паста во Италија. Пица. Аман паста зборам, само паста зборам. Ги пробав двете, таа со пистачио би дал можеби оцена 8 од 10. Таа диаволата беше некако многу лута и ме изгори и мислам дека дури на таа би ја дал истата оцена 8. Така што доста солидно, ама се уште ништо вау. Со сликање во црквата. Тоа беше лудило, значи се чекаше ред, не знам колку чекаме. Отприлика ќе речеме дека чекаме како пола сат. Си пушташ паричка 1 евро и ти дава точно мислам дека минута да се сликаш. Некако не ми се свиеше ни агол. Ја онака пробав да го поместам цело гледало да има друг агол на сликање, гуша да и све лошо ти фаќа. Не ми свиеше. Можеби нешто некој си дамп на Инстаграм, можеби веќе имам објавено поима, немам. Ќе ги ставам и тука сликите што можеби онака како изгледаат. Многу убаво, ама премногу чекање, на крај не сум ни задоволен. Така да. Сега се движиме на кај Two Sizes. Тоа е место каде што ќе јадеме пак тирамису, зашо да не. Уште немаме јаден сладолед никако. Уште немаме јаден добра пица, ама битно тирамису. Јас уште вчера мислам 10 кому дав на тоа со пистачио. Мораме негде да најдеме и добра сладолед и добра пица, ама одиме сега на друго тирамису што многу фалат, па белки ќе биде добро. Апдейт, последниот сат. Прво се обидовме да одиме на ова место, да јадеме сладолед или гелато или не знам што се води, ама мислам дека буквално најпознатото од цел Рим. Имаше редица што исто така мислам дека просек 30 минути ако не и повише чекање. Не можам буквално секоја храна да чекам почти 30 минути, секоја редица, секоја можна атракција да чекаш почти 30 минути минимум. Ако некој тоа сака да го прави слободно, нека го прави. После тоа седнавме да јадеме сладолед на скроз рандом место, тоа е гелато на ова тука. И беше усвари многу убаво. Јас јадев трачатела и јагода и ми се свиеше баш многу. Дури мислам дека кога седам кој гелато, буквално не знам и што би му дал толку помалку оцена. Може слободно да чиста 10-ка. Сега почнувам малце да росијаме, се упатуваме 30 минути пешки до Ватикан, тоест веќе сме скоро стигнати. Одиме пешки до Ватикан Сити. Истражував и на Википедија зашто се уште ми е нејасно како функционира Ватикан Сити, зашто ми е останато и врежено у глава дека тоа е држава и како Ватикан Сити е држава кога е Сити и дали тој Сити ја зачинува целата држава или има и друго
место од Ватикан што не е баш ситито и дури нема да лажам дека изгуглав и дали ти е потребен на некој начин пасош или дали целосно можеш да влезеш бесплатно таа држава посебно, зашто поема немам. Ми е многу збунувачко тоа што е држава у град. Тоа што е музеот каде што плаќаш карти буквално годишно неколку сати. Сега не одлучуваме да трошиме време на него. Иако има стварно убави работи внатре, можеби да бевме повеќе дена би го правиле тоа, зашто тоа буквално мислам дека треба цел ден да му посветиш. Исто така не ни одиме на тоа турата каде што можеш да го видиш папата како ќе се појави на прозорчен ти мафне 5 минути. Тоа мислам дека се случува секоја недела, тоа беше вчера валјда. Има точно време, треба да идеш да си да чекаш да се појави. И од толку е далеку буквално имаш и само видео бимови кај што ќе ти го доближа да го видиш, зашто не мала точка кај што ти можеш да го гледаш. Така да не сум воопшто заинтересиран ја за папата. Одиме Ватикан Сити, ко Ватикан Сити да го видиме патот натака е баш поинтересен и поразличен од другиот дел на Рим. Еве го видео бимот што ви го зборев, буквално има неколку кај што можеш да и тука, кај што можеш да гледаш папата, а он ако не грешам се појавува на еден од тие прозорчиња горе. Не памтам точно на кој, ама некој е таму и буквално само ќе се појави, ќе ти зборне нешто и ќе ти мафни, ќе се тргне. И ова тука е цело вајда главното место кај што папата е. Да се знае. Часот апдейт. Пробуваме еш еден повил улички веќе што секад се виси вакви некои треви и да се отргнеме што може повеќе од гужва, зашто веќе ми е стварно прекулаат луѓе. На сите можни атракции не можеш ни да ги видиш, од што има толку многу луѓе, вака си е полабаво. Бев утепан, па седнавме да се освежиме, да одмориме малце, да седнеме и сега пак ќе малце поише што ќе кажете за дерото што ме гледа позади. Имаме поише сила за да одиме понатака, мара не знам уште што ни остана. По моментов само онака шетаме, гледаме, бараме некој можеби место за некаква си слика. И тоа е тоа. Цел сум јас, се уште се осеќам цел потечено и се осеќам. Знаете што заклучив? Дека можеби се осеќам цел онака ужасен и одвратен по цело тело, кој нешто да ме чеша од нивната вода. Не знам дали има некаква логика. Пишете ми ако некој некаде така се осеќал. Јас се осеќам рѓаво откако се истушира вчера. Ова сум јас, секој можни 6 сати у Рим, не 6, 8. И застанувам секој чекор се одиме гледам на сад да пијам апчиња. Пред секој брок пола сат треба да се напијам апче, па треба да се напијам друг антибиотик на секој 8 сати и треба после еден антибиотик 2 сати после него да се напијам пробиотик. Ке збеснам. Абе, не ручавме. Ајде тоа да правиме след. Паста, може? Паста и кошта, а од тука не знам колку ќе се слушам дека имаат коли колку сакаш. Кажа дека се 8 евра. Ова е карбонара, ова е болонјезе. Ќе си ја пробам мојата карбонара. Ова е едно од местата што исто така многу ги препорачуваат ко едни од подобрите. Они мене ме гледаат и се прашуваат кој е брат, ама не ме разбираат. Мислам ќе биде многу жешко или нема биде многу жешко. Само ако е лош. Нема да слушам никак више интер. Ова е свежа паста и бога ми многу жешка. Добре. Добре. Би дал на ова 8,5 од 10. Еј, ова е многу подобро. Болонјезето. Иначе тука пишува како со ова да кажеш све ова. Why? What do you want? What did you say? What is this? When? What? How much? Who is? Само со ова. Преако. Погодете кај сме пак. Решивме да се вратиме сепак на се гледа тука, се гледа на Колосеумот, да бркаме пак можеби подобри слики, сега сме скоро веќе вечерно време ќе се стемнува наврзо. И денеска бога ми не сме зажалени, сме на 19.000 чекори. Јас не знам кога ќе се враќаме, дали ќе имаме некоја бројка за 3 дена да имаме изодено. Колку сме вчера беа 30.000, денеска се 20. Значи ние ќе имаме ко 70-80.000 чекори можеби у 3 дена изодено, значи тоа е лудница. Сега не знам, можеби ќе го одиме околу Колосеумот да видиме дали можеби има некоја подобро место од нашето. И тоа. Сега е моментов скоро 12 сат. Ние сакаме да станеме како за 4 сати и утре да тераме Фонтана ди Треви, Шемица. Ама за тоа утре, последниот влог. Лайк на видеото, спремете на каналот. Се гледаме следното. Чао.